Како комора на психолози се понудивте да им дадете психолошка поддршка на сите родители и блиски на настраданите во трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани. На кој начин планирате да го направите тоа? Па првото сознание за трагедијата беше рано во неделата утро. Значи, заедно со екипите на Црвен крст, психолозите од Центарот за ментално здравје и лиценцирани психолози на комората се вклучија во давање помош на роднините кои беа пред ургентниот центар, пред 8 септември, пред државна градска болница. И тоа беше еден цел ден на така нешто неописливо, кога луѓето доаѓаа си ги бараа децата или плачеа, некои беа донесени, знаеа веќе дека се тука, некои не знаеа, само ги бараа. Од понеделникот ние сме во Кочани, даваме помош на настрадани, уствари сите сме настрадани, психолошка помош, имаме и трениран тим за интервенции во криза, за давање на психолошка помош и помагаме како знаеме и како не знаеме, како сме биле тренирани и како измислуваме како ќе ги работиме работите, затоа што се среќаваме со сите што се овде, особено во Кочани, од луѓето кои работат во училишта, учениците, волонтерите на Црвен крст, здравствените работници, населението воопшто. Еве денеска бевме и почнавме да даваме помош во Штип, бев во медицинското средно училиште. Кога влегов внатре, сите млади беа облечени во црно. И мислам дека е многу важно ова, барем така е моето чувство, што го правиме, зашто гледам дека луѓето после тоа си одат од нашите средби со можеби некоја надеж во очите, нешто ново, зашто после вакви трагедии не го гледаме продолжетокот, не гледаме каде. И пробуваме да дадеме од себе и она што професионално го знаеме, а и она што човечки во нас го има. Да бидеме тука за нив, да емоционално се стабилизираат, на младите да им отвориме можност да се искажат, да разговараат за тоа како се чувствуваат, затоа што се уште не знаејќи неизградени начини како да ги решат проблемите внатре, како да се решат со сопствените емоции, а камоли со ваква една огромна трагедија, со еден ваков шок, емоционален и физички, значи на секој ниво, нешто што е за нив незамисливо. Да, да им овозможиме простор, време да се искажат, да сами себе да се видат, да ги слушнат и другарите, да така да осетат дека можеби после тоа има уште некој чекор. Трагедија од вакви размери досега во државата и во земите од окружувањето немало. Се работи за специфичен случај со многу повредени и загинати лица. Дали стапивте во контакт можеби со ваши колеги од држави каде што веќе имаат слични искуства? Па, нашиот тим има доста искуство, мислам, не со вакво нешто, него, например, уште од поплавите во Стајковце, од луѓето кои спасуваа давени, луѓето кои изгубија роднини, нели се удавија, кои потоа преку пожарите што беа тука во Источна Македонија, работа со сите оние кои се вратија од помош, давање помош во Турција после земјотресот, травматизирани луѓе. Така да ние имаме тимот работи,
Работи со луѓе кои се травматизирани, работи со луѓе кои поминале голем стрес, кои се наоѓале во криза, ни далеку како ова, затоа што нели некако поизолирано било сето тоа, помалку број на луѓе, а ова е нешто што го погоди целата земја. И јас сум сигурна дека не е само Кочани, не е само Штип, не се само околните места, него сите граѓани во нашата држава се погодени од ова. И мислам дека ќе помине време, полека ќе ни треба на сите да седнеме и да поразговараме, зашто она што го гледам моментално, колку помош им треба на помагачите. Ние уште не сме стигнале, еве сега договорив со пожарникарите, со други екипи. Оние што вечерта работели го расчистувале, помагале, спасувале. Самите бараат да дојде некој да разговара со нив, затоа што не се чувствуваат добро после тоа. Ова траума нема да заврши со погребот и упокојувањето на починатите лица во несреќата? Па, знаете, после тој шок на сите роднини, сите луѓе, нели, после погинувањето на младиве луѓе, поминуваат денови и некако луѓето ја имаат постојано таа мисла и идеја, нели, порака дека се случи трагедија. Али утрешниот погреб ќе биде како нова траума, не ретравматизирање, значи не повторување на истото, него сега нешто ново, затоа што погребите ќе бидат заеднички и можеби од една страна е добро затоа што кога ќе бидеме заедно едни со други ќе се поддржиме и ќе си помогнеме. И јас се надевам дека сето тоа така ќе излезе. Човечки, достоинствено да си помогнеме едни на други, да го поминеме ова. Ќе организирате ли можеби работилници и тимови за работа со учениците во училиштата? Да, значи имавме состаноци со директорите на двете средни училишта кои побараа помош за себе, за наставниот кадар, за учениците. Беа многу искрени и отворени. Рекоа на сите ни треба помош. Така да од понеделник така ни беше договорот дека да помине овие трауматски настани сега што ќе биде. Мада и они имаат веќе една екипа на психолози кои доаѓаат и работат со нив, ама ова ќе биде организирана исто психолошка помош од понеделник, секој ден ќе имаат психолози и во едното и во другото средно училиште. Исто така директорката на градинките побара помош за своите вработени, затоа што ми се допадна начинот на кој што побара помош, велики дека како они се чувствуваат влијае на децата кои ги носат. Сега ние не можеме да влијаеме на тоа како децата ќе ги донесат, нели, зашто и во домовите е тагата и бесот и нели лошите чувства, секој од нивните родители изгубил некого. Ама барем наставниците, воспитувачите, оние кои работат во градинките, да се чувствуваат подобро, да научат како да се совладаат себе си, како да ги процесираат сопствените емоции, за да бидат тука повеќе за децата и да создадат една безбедна атмосфера за нив, во која што децата ќе се чувствуваат поубаво. Зашто кажаа дека приметиле дека и децата кога ќе ги донеле првите, нели, од понеделникот тука, ја донесуваат домашната атмосфера тука. Слушале, гледале, биле присутни, можеби не заради, нели, малата возраст, не точно разбираат што се случува, ама баш заради таа возраст они се детектори за емоции, чувствуваат што возрастните чувствуваат. Така да со нив исто се договоривме со градинките, ќе направиме тимови на психолози кои ќе ги посетат сите 5 објекти и ќе работат со сите вработени
за да подобро се чувствуваат. И ова се баш она што вели, прва психолошка помош, значи нешто што можеме да го дадеме сега веднаш по трагедијата, ама после тоа навистина ќе треба долго време да организираме помош достапна, а можем да кажем дека огромен број на психолози се пријавија, зашто комората веднаш во неделата од Сабајле пративме повик до психолозите кои се пријави за да помогне, да даде секогаш нормално волонтерски, тоа и бесплатно помош на граѓаните. Огромен број на психолози, дури некои колешки викат каде сум ја на списокот, значи постојано се јавуваат, а и заради другите активности јас нема време да ги изработам доволно списоците, ама сакам сега да им се заблагодарам многу на сите и на оние што не ги запишав моментално, ќе ги запишам покасно, може после утре вечер или петок, не знам како, ама мислам дека секој во нашава држава ќе добие можност да се јави некој, значи ги има 40, 50, 60 и повеќе психолози кои постојано се јавуваат и постојано нудат помош. Секој што нема да се чувствува добро, секој што ќе примети дека не може добро да спие, дека му се плаче, дека не може да јаде, дека не гледа некоја надеж, дека нешто му се сменило во однесувањето, препорачувам да се јави еднашка, да си помуабети со некого. Ние, за да се негуваме себе си, може би ние сме сега постари, нели би требало тоа се да оди поред, ама не е така. Како можат да стапат во контакт со вас оние кои што ќе имаат потреба? Направени се на Facebook страната на комората. Ако одите, постојат 2 големи листи на психолози кои се достапни, објавени се тие психолози, со телефонски броеви. Некој од нив денеска имавме покана повик од УКИМ професорите да ги студентите побарали и сакаат да определиме кој од психолозите ќе даде психолошка помош преку телефон или онлайн, а кој ќе каже дека ќе ги прими лично, така да они можат да си одберат да дојдат со некого и да седнат да поразговарат. Ја би им препорачала на сите кои ќе сакаат да разговарат да се сретнат со некого, зашто ефектот на онлайн средбата и личната средба е различен. Да си седне секој, а ние сега имаме психолози, значи во целата држава. Баш сега есенва заврши 27 психолози поминаа обука за психолошко советување и ги има во сите пунктови на Црвен крст низ Македонија. А има и други многу психолози кои работат и приватно, работат во училиштата. Значи би препорачала на секого да оди и да си направи муабет, ќе си најде некој психолог. Ќе си помуабети, зашто не би требало да го носиме тој терет на душата. На оние што починале нема да им помогнеме и само нас ќе ни остане да не биде тешко. Благодарам на разговорот.